Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации за прв пат се сретна лично со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Средбата е пресвртница во неодамнешните напори за зближување по нарушената врска во минатото, кога и двајцата често разменуваа лути коментари. Аналитичарите велат дека минатото нема да биде пречка за напредок. Двајцата лидери се на власт долго време, имаат прагматична страна кога е потребно, знаат и како да соработуваат и да направат неопходни промени во оваа политика. Значи, генерално, тоа нема да биде блиска врска, тие нема да бидат најдобри пријатели или блиски сојузници. Во твит, турските власти го опишаа состанокот како позитивен, со разговори фокусирани на енергијата. Анкара му се додворува на Израел како најевтин пат за дистрибуција на природен газ од неговите огромни резерви преку гасовод низ Турција до Европа. Но аналитичарите велат дека довербата станува проблем. Нема взаемна доверба меѓу Израел и Турција, бидејќи ако изградите гасовод, тој ќе остане таму најмалку 50 години. Што ќе се случи ако Ердоган или кој да дојде подоцна реши да ја затвори чешмата еден ден? И ова беше голем проблем. Мислам дека има мерки за градење доверба меѓу двете земји. Мислам дека тоа нема да се случи скоро. Зголеменото влијание на Иран во регионот, велат наблюдувачите, е област на заедничка загриженост. Азербејџан, поддржан и од Израел и од Турција, е местото каде што загриженоста за Техеран навистина се совпаѓа, бидејќи Иран го поддржува ривалот на Азербејџан, Ерменија. Борбите меѓу силите поддржани од Азербејџан и Ерменија за спорната енклава на Горно Карабах повторно избувнаа овој месец, нагласувајќи ја важноста на соработката. За Израел, Иран е екзистенцијална закана. За Турција, многу пати тоа е само непријатност или нешто со кое треба да се справат. Единствен исклучок е Азербејџан, каде тензиите меѓу Баку и Техеран значително се зголемија во последните 2 години. Дефинитивно Израел и Турција се силни поддржувачи на Азербејџан. Ердоган е силен поддржувач на палестинците, а тековниот циклус на насилство меѓу Израел и палестинците останува закана за напорите на Турција и Израел да ги поправат односите. Но некои аналитичари велат дека Анкара сваќаот и ангажманот со Израел може да понуди подобри шанси за промовирање на палестинската кауза. Во времето кога Турција и Израел имаат далечни односи, Турција ја загуби моќта да влијае на она што се случува меѓу палестинците и израелците. И сега, кога се поблиски со израелците, Турција има поголема шанса да влијае на она што се случува на теренот. Медиумските извештаи велат дека Нетањаху и Ердоган размениле покани да се посетат меѓу себе. Во нив се вели дека Ердоган изразил желба да го посети Ерусалим оваа година и да се моли во џамијата Ал-Акса, третото најсвето место на исламот.